Берлин ќе направи се што може за до крајот на годината земјава да ги почне преговорите за членство во Европската унија. Ваква силна порака на поддршка прати шефот на германската дипломатија по видеосредбата со македонскиот министер за надворешни работи. Хајко Мас ја повтори заложбата на Германија, најмоќната членка на унијата, 6-месечниот мандат како председавач со ЕУ да го финишира со успех во делот на проширувањето, одржување на првата меѓувладина конференција меѓу Северна Македонија и унијата. Останува наша заедничка цел во рамките на нашето председавање со Европската унија да ја одржиме меѓувладината конференција со Северна Македонија. Ние ќе направиме се што е во наша можност за до крајот на годината да се одржи меѓувладината конференција. Ставот на Мас за бугарскиот меморандум со кој се проблематизира историјата на македонскиот јазик и народ и условувањето на стартот на преговори со решавање на историски прашања е дека тие теми двете земји треба да ги надминат. Процес кој, како што рече, ќе биде поддржан од меѓународната заедница. Сепак вели дека е оптимист за исходот. Мас, меѓу другото, порачи дека Северна Македонија во наредниот период треба да се фокусира на владење на правото. Според Османи, почеток на преговори во декември е шанса која не смее да се испушти. За нас почетокот на преговорите со ЕУ ќе значи заокружување на процесот на враќање на земјата на патот кон Европската унија. Одржувањето на првата меѓувладина конференција, иако често користен технократски термин, има големо символично значење за нашиот европски пат. Тоа ќе значи потврда на реформската определба и европскиот курс на земјата. Се најавува дека за отворените прашања со Бугарија наскоро на средба во Софија ќе разговараат премиерите Заев и Борисов. На почетокот на ноември во бугарската престолнина ќе се одржи седница на Берлинскиот процес, германска иницијатива за приближување на регионот кон унијата, со кој годинава копредседаваат токму Скопје и Софија. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.